Да, ова е само наше Скопје и овде ние сме. Започнуваме уште едно издание на Скопје, але и одиме во нови скопски приказни. Овој пат Кокан, а Јановски ќе ни ја раскаже својата. Се дори сме живи, ќе се враќаме. Здраво, Шиво. Здраво, здраво. Добар? Како си? Одличен, одличен. Супер. Е, па се знаеш, ама овој поглед не си го видел. Да, ово е, што би рекле, поглед од $1.000.000. Нели? $1.500.000. И тоа во кеш, прекрасно е стварно. Така ќе се види Скопје од горе. Така е, да. Ти го гледаш Скопје околу овој трговски често, така? Така. Скопје Сити Мол ти помага да ја продолжиш својата некаква мисија која што си ја замислил. Пред да почнеме со разговорот, дознав дека всушност ти си машински инженер. Замисли, молим. Да, по професија сум дипломиран машински инженер. Добро, требаше да бидеш некаде асистент на некој од факултетите, ама се сменија работите. Па ете, да, судбината сакала така да биде. Така Значи, баш сум среќен што ете вака испадна работите и што еве денеска сум кај вас во емисијата и како што кажавте, значи Скопје City Running Club имаме, Добро. кој што има бесплатни активности, кој што сака да трча може да ни се придружи. Имаме работилници за трчање исто Браво. така. Организираме трки околу City Mall, City Mall. да, така да Како тоа, приказна. како се организира тоа? Кажи ни Па само. ете, може да дојдете во терминот кога ни е договорен за следната Добро, трка. ја моце ќе мижам пошто не те гледам ово. Ако Добро. чекај јас да видам, пака да биде пофер. Добро. Да. И ете, трчаме од едната страна, има широки тротоари, Добро. по тротоарот доаѓаме до другата страна, тоа е 500 метри, се враќаме назад, 1 километар, вкупно 4 километри. Секој може да учествува, однапред се разбира треба да се најави, Добро. бидејќи лимитиран е бројот на учесници. И ете, се дружиме, трчаме, спортуваме и мислам дека сме Колку често убава тоа приказ. се прави? Тоа се прави еднаш месечно. Еднаш месечно. Да, така што овој месец уште не сме имале трка и сите што сакаат може да ни се придружат. Супер, добро. Ајде сега одиме на кисела вода. Ајде, може. Тоа е се твоето допаѓа. место на Да. речеме Родно место. обстојување, родно Да. место и така натаму. Убава населба, можеби една од поголемите населби во Скопје и најстарата, колку што ја знам, па да, најстарата скопска населба. Порано и аеродром беше дел, нели, од Беше, кисела беше. вода и сето тоа беше уште поголемо, но Добија сега независност. да, добија да. Се изборивме Кокан јас сум од Да, да, аеродром. Е, сега кажи ми како е да се живее во кисела вода? Па супер, ете, мене ми е убаво затоа што тука сум роден, емотивно сум врзан. Иако има многу промени. Да. Ете, како и за се во Скопје во наше, Да. мило и драго,
Има промени и на добро, има промени и на лошо, меѓутоа ние сме дел од сите тие настани, ги прифаќаме како такви. Се трудиме тоа што не ни се допаѓа да го промениме, Така е. тоа што функционира да го надополниме и со различни активности да придонесеме за нашата општина. Супер. Да. Во кој дел си всушност на Киселова? Кај општината Киселова, точно. Кај општината? Да, Па дзиркаш. да. Контролирам што прават. Да, кажи ми, лесно беше да ги натераш општинарите да ти дадат помош некаква, за да нели преку уличка викаш, па после ќе те викна таму, за да ти дадат пари за да обновите една убава, мислам да почнете до нова Да, па традиција. ете, оваа година направивме во соработка со општината Кисела вода и една трка. Да. Поред самите пруги, практично во нашето мало, во Аха. моето мало. Таа беше на 4 километри, имавме и детски трки исто така. Добро. Така што е една убава спортска приказна и се надевам дека ќе трае успешно и во годините што доаѓаат и секој може да дојде, бидејќи е специфично место, многу мина и не го знаат, Аха. трчањето поред самите пруги. ама- Баш е како на филмон Роки Балбоа, нели? Ма правите и така. се тркаме со возот Да. и побрзи сме нормално. Така што ете, интересно место е. Многу мина не знаат дека патеката води од Пролет, да кажам, болницата, Добро. па се спојува на крај со Булевар Србија, не знам sad може има некое ново име таа улица. Булевар Србија се вика Да, ете, така, значи паралелно со возот. Така што ако додека трчате имате некоја криза, само следете го возот и нема проблем. Нема да се изгубите. Нема да се изгубите. И А, во темпото ќе видите. Да. Кажи ми само кога е кисела вода во прашање, да не заборавам да прашам кои беа дружбите, што се играше. Да. Си го фатил времето кога се играше Апсолутно. пред града, Точно, кога точно, по цел точно. ден беше мамо фрли сте ми Баш вече така. дај ми Немаше 10 телефони. денари или динари како ли беше, нели, за да Денари, си купам нешто. Да, немаше телефони. Јас сум баш кај нели до општината, до основното училиште Нена Георгиева Дуња и тука сите игравме во нашето паркче. Аха. Така, иако до топланата тоа го рачунавме, го сметавме како едно наше мало, иако сите бевме поделени на Аха. подмала, да кажам. Аха. И само, например, нашите згради играат фудбал со другите згради, што се до нас, што се до пругите, па потоа играме со овие што се ваму до главната улица. Добро. Па позади дел од кукичките веќе ги срушија, таму има сега големи згради, тогаш беа само кукички, па играме против кукичките. Аха. Па потоа да кажеме се дружиме со оние, ние ги викавме од населба, Да. последна четворка, Аха. каде што е автобусот, бараките практично. Тоа го викавме насел и уште го викаме. Меѓутоа главните дружби играња беа во паркот, што е до школата, сега тоа се вика парк Шопен. Така се вика, да. И добро. тука од тоа време имаше и повеќе зеленило во Скопје. Да. И уште од тогаш бевме горди што го имаме тој парк и сите едноставно се собиравме тука и некако беше центар и од други делови на Кисела вода во нашата Да. околина да дојат тука Така. на дружба. Таму беше во Шопен сегашниот се случи прва љубов, се случија такви работи, некој прва тепачка може би да, или нешто. се тука Се прво. се случува, се прво, да. Се прво се случувало тука или меѓу зградите. Да. Позади некоја зграда, Ема нели? убави девојки му Кисела вода, признай се. Нормално. Да. Така што тука дружевме и многу ми се свија нашата населба Да. затоа што блиско е до центар. Значи Да. не си во центар, а практично Кога, блиско како си. ти кажам, ти за 10 минути си во Апсолутно, центар. да. Така? Сега И ти малку треба. се промени градот со тоа што секоја општина практично е сама за себе. Секоја Да, има да, свои трговски, да. свои банки, места каде да се излегува, да кажам, порано беше, се знаеше сите излегувавме Центар, во град. центар, да, идеме Одам во во град, град. да, околу ГТЦ. Да. Нели тука беа сите збиднувања, така што меѓутоа ете, секое време со свои предизвици. Така е. Потоа, каде овие малскиве другари и другарки остана, викаш сите се иселија, никако Сите само да, јас останав. да, па ете, јас тоа ми беше да кажам. Ја мислев дека како иде времето сите ќе си останеме, Така е. дека нема да се променат, меѓутоа уште во средно веќе луѓе почнаа да се дружат со други луѓе, што од една страна и добро, нели? Така Се шири кругот. Меѓутоа ете, понатака почнаа и да се преселуваат, па доаѓаат нови, што е нормално, нели? Да. Се е динамично, све се менува. Меѓутоа ете, има и некои што останале, што се верни на населбата, има некои што заминале, меѓутоа спомените се она што секогаш ќе останат и секогаш со тоа старо друштво од наше мало,
кога ќе треба негде да се видиме, си речеме ајде да идеме у паркче, Да, си седнеме да и си седнеме, уживаме, да се видиме повторно. Да. Доаѓаат луѓето за да се видите и сега, па? Па доаѓа, да. Да. Еве, нели сега многу мина и отидоа и надвор од Македонија и баш ете така наречени гастарбајтери кога ќе дојдат и кога ќе им речам ајде кажи каде да се Каде видиме, сте? у мало најубаво. Затоа што и тие имаат Така е, попнеш спомините се да, тука. родната грудка место кај што се родиле. Тоа ги врзува така што ете уште го одржуваме тоа. Супер. Кога сме кај твојата приказна Скопска, мора да кажеме дека еден скопски маратон една 2008 година Баш така. ти го смени животот всушност. Нели колку значат да речеме таквите приказни убави кои што ги има ова наше Скопје. Баш така, баш она како американска приказна, како еден настан, еден миг, еден момент, едно запознавање може да го смени животот. Супер е кога е тоа на Така добро е, и на на добро. позитивно. Точно 2008 година слушнав реклама на радио за Скопскиот маратон. Не знаев што е тоа маратон. Тогаш разбрав дека цел маратон значи 42 километри, полумаратон е пола, логично, 21 километри и мене ми беше предизвик како човек што спортувал целиот свој живот и што сум во некоја Ама никогаш професионално. Никогаш професионално, Добро. се аматерски за себе, за душа, меѓутоа на ниво што се вика како професионалци, меѓутоа никогаш во некој Така клуб, е. во ништо. И ми беше едноставно предизвик дали ќе можам да успеам да истрчам 21 километар, тогаш си реков од прва. од прва без да Леле, застанам, тоа ми беше предизвикот. Леле. Близко до завршните 1000 метри. Адријана имаше голема предност пред второпласираната Креса Бакчи од Косово, која што има околу 2 минути после резултатот на последна контрола во однос на резултатот на Адријана. Но ќе почекаме во меѓувреме пристигнуваат уште кои од надмерувачите кои што се за полумаратонската трка. Канајановски, стариот доктор Канајановски финишираше со 1 час 16 минути 21 секунда на седмата позиција. За него се Трајчо Илиевски и Миле Иванов, уште двајца македонски надпреварувачи. Популарниот Кокан, кој што долго време се надпреварува. Ги и Трајчо Илиевски во моментов. Со специфични поздрави на крајот Миле Иванов, кој што така заврши својата трка на полумаратон на 8 и 9 позиција. 10 е Игор Демовски, кој што сега пристигнува 1.16. И буквално истрчав, ми се допадна и реков ова е супер. Некој те подреше од страна, нешто викна другари. Да, викнав другар од мало да ме слика. Добро. Од Киселово. Добро. Викнав друг другар. Аха. Супер другар и ден денес ми се, кој што ме пратеше со точак. Аха. Да, бидејќи не знаев како ќе биде, едноставно да не се непознат случи терен, да не се нешто. случи нешто, да не можам да завршам. Како беше тогаш таа трка? Мислам, како се движа? Рутата беше рута? првата рута беше од центар се почнуваше, Добро. да речеме преку Рекорд, па потоа се одеше на Илинденска, па баш до тука, еве овде Добро. поминавме по Московска, Баш оваа? да, од Илинденска тука одевме, потоа вртевме накај Влаја до порта Влаја, Аха. па потоа се враќавме назад по Теодосиј Гологанов поред Католичка црква, низ центарот од кај што почнувавме, тоа практично Добро. беше пред собранието на Македонија. Да. Потоа продолжувавме кон Киселово, да лево вртевме кај Тутунски комбинат. Добро. По македонска Трета македонска бригада, да. И тука се вклучувавме во аеродром. Добро. Да, и потоа по истата практично до По Ново Јане Лисиче, Сандански, раскажуваме, така, да. И по булеварот истиот начин се вртеше назад, тоа беше еден круг за полумаратонците. Ау. Да, за мене, за маратонците беше 2 круга и долги години беше и таа патека, се менуваше. И сега е пак некоја комбинација, да кажеме, меѓутоа секогаш е убаво да се трча дома. Да, така е, да. И од таа трка
едноставно буквално ми го смени животот, затоа што ја никогаш не сум планирал дека некогаш ќе трчам маратони во животот, Така само е. сум гледал на некој филм, некогаш на телевизија ако најдам, ниту пак дека ќе станам ете и шампион на Македонија, не сум имал такви амбиции дека ќе бидам македонски репрезентативец. Ти сакаше машински инженер, нешто со машинство да работам, така? Да, така и работев, меѓутоа секогаш спортот беше во позадина, секогаш посакував да биде нешто со спортот и тоа идеа така годините идеа. Едноставно дојде момент кога си реков епа кога ја се посакувам, сакам, ама Така некако е. идам во друга Во насока. друга нас. Да. И? Тогаш го променив и правецот, Добро. ја променив нели и насоката автоматски и од тогаш како што кажувам буквално животот ми стана трчање, значи се ми е поврзано со трчање. Што значи живот трчање во Скопје? Што Ајде значи кажи. живот? Епа ете. Еве на кокан. Трчам, да. Добро. Трчам од задоволство за себе. Добро. Работам со трчање, нели Добро. имам свој атлетски Индивидуални клуб, имам индивидуални тренинзи. тренинзи, групни тренинзи, детска атлетика. Така е. Имам 2 книги напишано. Браво. Едната се вика Трчам за тебе, поновата од пред Така. неколку месеци. Другата се вика од пред 4 години Трчањето ме учи. Значи иако и тие не се баш класични учебници за трчање, Така е. меѓутоа Може да трчањето помогнат. е метафората главна, Така е. да, апсолутно. Значи, одам по трки, патувам, држам, организирам работилници за трчање, организирам трки. Значи, се што е поврзано со трчање и со здрав и активен начин на живот, буквално е и мојот живот. Колку, иако велиш дека си спортувал, не може би професионално, но цело време спортот во некоја форма бил дел од твојот живот. Апсолутно, така. да. Колку пак тоа трчање го промени твојот живот во други аспекти, зборувам и најмногу здравствено, ако зборуваме значи, за тоа. Тоа што цел живот бев спортист ми беше предност. Значи не беше нешто ново за мене да станам наутро. Да станам во 5. Да Ти станам си во може би пет. еден од малкумината кој што има толку години, а станува во 5. Апсолутно, Да, не си на 60. Така е. Иако тие ми се најдобри другари. Најдобри другари на Кеј? пензионерите на Ќе ни да. раскажеш некоја приказна од таму, Може, добро? може. Да, значи, ете, ми помогна многу за да го прифатам трчањето. Тогаш одлучив да ги занемарам сите други спортови, Аха. да се фокусирам само на трчање. Добро. Се разбира, на тој начин само може и да бидете Така успешни е. во нешто, да се фокусирате на таа дејност. И дефинитивно ми помогна сите оние здрави навики околу исхраната и Да. се останато. И трчањето, освен тоа што да речеме логично ми го промени малку телесниот состав, телесната композиција, она што не го очекував, а го добив, дефинитивно психички, ментално стабилност добивате до небо, што би рекле. Чекај, мате, чекај, да не баш заборавам, така. да. Да не заборавам никои работи кои што ми ги спомена во однос на птиците. Ајде. Велиш, ако имаат стрес сите други, или јас ти реков, сите други ние во Скопје овде негде трчаме. Сите трчаме за некој денар повеќе, сите трчаме за плюс некоја после надплата или плюс да можеш да издржиш од први до први и така натаму. Сите трчаме по кредити и секој негде трча. Трчаме по автобуси, по се трчам. А ти трчаш на Кеј, каде што имаш покрај себе Вардар, каков и да е, најмалку чист да е, пак е река, Прекрасен. така, вода, Да, вода, жубори, смирове и така натаму, но она што е многу важно да им го кажеме на луѓето кои што можеби не го искусиле тоа, кога трчаш во 5 наутро, тогаш немаш многу соиграчи во тимот да. наречен или трчање, Така е. освен птици. Така. И сега она што е многу важно е дека од сите колку таму птици има видови низ Македонија, како ми рече колку видови се тука? Околу 300 видови на птици има во Македонија, во градскиот парк и на Добро. Кеот може да најдете пола. Леле, Значи, од сите тие 150 птици. видови, видови птици, да, така. различни видови на птици кои што се дел од нашето секојдневие, а ние не сме свесни дека се не тука. окружуваат. Така е. Јас трчам од 2008 година, секој ден по 5-6 пати во неделата, а пазете, птиците ги забележав дури некаде, мислам, почнав да се интересирам Да. 2019 година. Дури тогаш, да. 17-та, Ајде, првите почетоци, посрамежливо Значи може 10 години 18-та. од како тргна Да, приказна. значи 10 години ја не знам што сум правил. Да. Тогаш трчав со музика, Да. што е и окей, значи Така е. ти дава некој стимул, Да. меѓутоа
кога ми се расипа уредот за музика, не можев како веќе да Нема трчам. опција? Нема опции, така почнав да станувам свесен за она што ме окружува, а како што кажавте, во 5 наутро најдобри пријатели се вашите птици. Да. Затоа што тие уште порано се будат со црцорот, со нивните Да, звуци, да. ве повикуваат и кога немате нешто друго во ушите, значи кога сте оставени на природата, тогаш ќе ги забележувате и се запознавате со еден прекрасен свет. Баш И така. баш прекрасен магичен свет кој што и ден денес, иако секој ден одам на Кеот, значи сум бил милион пати, посакувам уште милион да одам затоа што повторно ќе видам некоја нова птица, ќе научам нешто ново, нешто поинтересно и така тоа е една приказна која што топло ја препорачувам и на секој и не мора да е Кеот на Вардар, Така е. може секој во нашето мало, каде што има дрвја, Да. да ги забележи птиците, па дури и на вака високи објекти горе има исто Има така птици. птици. Така е, да. Како те викаат низ градов Кукан, но нешто трча покрај на Кеј? Па вака, Така? да ви кажам искрено, значи, ете, се има свој почеток, кулминација, да речеме крај и така натаму. Моите најдобри години од трчањето, да речеме, кога имав и најголеми успеси, да речеме беа 2013, 2014, 15. Кога се запна. Тогаш бев шампион на Македонија, ме вика Кокан шампионот. Аха. И многу ми беше смешно кога пред 2-3 години, кога почнав и да зборувам за птиците, да Добро. објавувам за птиците и се останато, и трчам на Скопски маратон и таму при крајот еден довикнува, вика: "Еј, е него Кокан." И се вика: Кој е "Кој е Кокан?" Кокан? Не го знам." И јас се очеков дека ќе ме знаат од трчањето. Така е. Како не го знаеш, вика Кокан птицата. Викам, леле, викам. Ете, но што направи, прекар. да. Помој ми мислува шампионот Да, го да, кажат, да, ама еве и сега ова птицата не е лоша. Така, така, да. Така да. Ете уште една интересна приказна. Така е, да. Можеш ли да ни кажеш само уште, имам уште 5 минутки до Ако? крај на оваа наша твоја скопска приказна, дел само од приказните безброј. На колку луѓе им го промени животот? Иако пред овој разговор ти кажав, некако не ми е убаво кога ќе кажам дека нели како во еден период кога беше фитнесот помодарство, па нели сите Да, оде на да, фитнес, да, као да, тамо да. требаше да се видиш што имаш облека, што си купил најново, колку пари си потрошил за облеката. Не беше важно што ќе направиш, нели? Апсолутно, Не можеш, не смееш со апсолутно. скината мајчка да влезеш внатре, ќе ти се смеат ќе сите. се смеат, така Е е. сега имаше период, можеби не сега овој, но пред неколку години кога беше трчањето на Кеј, нешто што стана Да, помодарство. апсолутно. Од таа причина мене никако не ми се допаѓа, но сега веќе не е така, така? Да, па види, да. Дефинитивно ние живееме во велнес тренд. Така е. Значи кога секој се грижи повеќе за своето здравје. Тоа стана мода, меѓутоа модата доаѓа и си оди, а трендот Така е. останува. Што е добро, нека остане да. трендот. И ќе трае, тоа Да. научниците го докажаа. Беа предвесници се покажа дека е вистина, дека живееме во велнес тренд и дека се повеќе и повеќе во период кој што доаѓа, луѓето ќе почнат да станат свесни и да се грижат за своето здравје на различни начини, дали во фитнес центри, дали ќе џогираат, дали ќе спортуваат, што и да прават, дали ќе бидат дел од некој спа центар, што и да е, ќе се грижат преку исхраната, преку прошетките за своето здравје. Сега, јас сум многу среќен и благодарен што е тоа така и што мојата приказна и уште трае, што бев, да кажам, да не се фалам, нели, меѓутоа еден од првите што во Македонија, воопшто и во Скопје, нашиот главен град, нели, на Македонија, кој што го наметна трчањето како одлична здрава навика и јас дадов уште тогаш, уште на стартот, можност на рекреативното трчање. Така. Посветив и ден денес. Поголем дел од луѓето кои што доаѓаат се луѓе како тебе, значи во било кој период од годината, постари, помлади, ете имаме и пензионери, имаме и деца, буквално сите што сакаат да се занимаваат. И многу сум среќен дека е тоа така и дека оваа приказна продолжува и понатака. Така. И како заокружување на целава оваа приказна, само да ми кажеш зошто го сакаш Скопје? Зошто го сакам Скопје? Да. Па тука сум се родил. Добро. Тука емотивно сум врзан. Аха. Тука се сите мои се е тука, значи Се ти е тука. од детство кога ќе размислам, како што кажавме, одењето првиот ден во училиште, првиот ден во основно, значи во средно, одењето на англиски, одењето во градските кина со дедо ми, значи одењето дали во диско, спортувањето во нашето мало, значи
играњето кошарка со сати, со денови. Значи, ете, факултетските денови, иако не ми се толку. Буквално се мојата прва работа. Така е. Значи, каде и да одам, јас сум се враќал тука. И водно, Да. значи, прекрасно. Скопска, Црна Гора, се ни е тука на се ни е Бидик. тука, да. Така што буквално се ми е врзано, драгите луѓе, пријатели, роднини, значи сите се тука. И јас навивам искрено да ви кажам, сите да се вратат во Македонија, сите да се вратат во Скопје и со големо задоволство кога ќе се случи тоа, затоа што моите најблиски другари 5-6 што ги имав, сите Да. замина уште многу помлади. Го напуштија Скопје. Ете и во книгата пишувам меѓу другото и за тоа и посакуваме еден ден сите да се вратат и да уживаме во Скопје и да го направиме најубав град на светот. Топ. Фала Кокан. Фала ви најмногу, ми беше драго.